Арантаран се бара чаре, цените во маркетите да поевти. Оти дотаму дојде работата, луѓето не можат поќе ништо си купат, цените да... Сакате чаре да ви кажам? Поевтинија струјата, бате! Значи струјата кога ќе поевтини, автоматски све поевтини. Не знам, таму имате фенси зборој, маржи, ова, она, ти реков, ми рече, тие маржите кога ќе паднат, кога ќе падни ова вака клавањето, без разлика ли е струја, дали е нафта, дали е шо е таму сега, гасоводи, прајте шо прајте, не знам. Значи на та маржата малце минус клајте шо е ова работа. Уреду е, разбираме дека чекмеџето треба се полни, ама нека се полни малце помалцен период. Од тие пусти маржи, од тие пусти ќарои што сакат сите џевоите побрзо ги наполнат, сите ќе подкачат малци после цените, па цените бебате, што да крен? Стандардо е каков стандард имаме, какви цени имаме, то цела Европа може вода ни носи. Порано кога дојде луѓето тука, море ефтинија, кај вас, море шо е ефтино, браво, ке си знакупе. Тако ќе дојдат луѓето од странство, мислат дека поќе му се наплаќат и се странци. Не, нека и то не се пре, се разбериме. Како знаеме ние некој поликалако ќе ни рече или нешто. Одма таксисто го менва таксиметар. Одма в продавница во евра ти го прерачун. За патарини тич муавет да не правим. Ако е 40 денари, 1 евро бате. Кој ќе се расправа со центи 1 евро ако ти чини. 70 денари не е 1 евро, 70 денари е 2 евра бате. Ако ти чини, ако не, оди врти ни селата од онаму ако можеш да свртиш уопште, ако има опција. Седи море. Кој излегол накрај со Македонец, па ние да излезим. И од кој излезе електрошок епизодата, а го имаше вкупно не знам 500 коментари на сите платформи, барем 200-300 од нив беа џабе збораш брат тоа. И знаеш како може е така? Ама ако не збора никој, ќе види кучињата лад карвано си врви. Вака јас ќе кажам 2-3 збора. Утре заутре може да некој друг ќе му текне. Може ќе речат луѓето че да кажам и јас 2-3 збора. Може ќе се смени нешто, може нема сите да бидат политички коректни, може нема сите да се лижат сегде. Ти не можеш да знаеш што знаеш брат, да не си затвараме врати, не си затварате врати, уреду е. Дајте да збораме за работи. Не знам од тој луѓето со сила на трипол се прават. Море ти живееш во оваа држава. Истите глупости ти ги живееш, тебе ти се дешава, тебе ти сметката, ти плаќаш поскапо за ствари, кај тебе проблем? Не е ова на некој проблем таму, на сите проблем. И се добро, може да ти си од богато друштво, со богати луѓе се дружиш. Може да тебе не е проблем, сигурно имаш фамилија, пријатели, деца, внуци, ти реков ми рече. Значи дајте малце да се организираме да направиме ова државата најуба ни биди. Не оди немојме да направиме. Не ја правиме, оди сме така малце. Оди сме остај шо ќе речат луѓе, оди сме ќути има и полошо, затоа е ваква ситуација. Ама добра, ајде да пуштаме ја се на шпица, па да се вратиме на муабето. Кој сака нека слуша, кој не? Кој те праша? Така, пуштевате. Значи, после минатото видео имаше луѓе што ми објаснуваат. Сметките биле повисоки, од имало некоја далавера со тие блокоите таму, од имало блокови бе. Јас очигледно и јас треба се заинтересирам малце поќе, пошто појма немав дека нешто менвале таму во струјата. Демек не е исто плаќањето за сите, туку по блокови. Ако потрошиш олку пари, ако потрошиш олку пари. Вие многу ферве. Јас не знам која бистрина ве даде, алал да вие, дајте да ви пуштам по една рака на сите. Значи, прво ќе оттераме народот да се греат сите на струја, да користат струја за ова, струја за кола, струја за све. И после знаеш што ќе направиме блокови во струја. Блокови ама бетонски ови. Во првиот блок не влегваш ни под разно, значи треба ништо да не прес да влезиш во првиот блок кај што нефти. Вториот блок е веќе скапа струјата, ти како сакаш. Значи ако имаш стан и ако користиш се на струја, веројатно влегваш во вториот блок. Дали е фер то за граѓаните? Не е фер. Арно, ама кој те прашва така? Тие ќе ти го клат тој блок и ти ќе си оплатиш, иначе ќе ти клат тужба, како реков. И се ако не дај Боже имаш куќа во животот. И ако имаш поќе од една клима, пошто нели куќа е, такал некел мораш да имаш, иначе ќе мрзни. Пошто нели да терат да се грееш со струја, клима, парно на струја, нешто на струја да е. Панели, печки така натаму. Такал ти или некел бате, ако некиш да замрзниш во веко, ќе си влезиш во трет блок. Тука ватуле третиот и четвртиот блок, тука веќе играта е весела. Знаеш како? Разликата во потрошња меѓу втор блок и трет блок може еден ват да е, не е битно. Едниот ќе плати олку пари, а другиот затоа ќе плати дупло. Дали е то фер за граѓаните? Не е фер. Дали ги прашва некој? Не ги прашва. Тие си носат одлука и ти кажуват од сега вака ќе би. И во меѓувреме ти велат ако нешто не ти е фер, има една што се вика регулаторна комисија што демек регулираме, сваќа. И се пожелиш кај нив и тие ќе изрегулираат. Една регулација што ќе направат, абе не знај, вака одма шак го регулираат нешто. Јарно ама народот што ти вели. Не ги во коментарите ги има. Ти вели ти му пушташ поплака за сметката, тие ти велат пушти си во регулатор. Ти пушташ во регулаторна што ти вели. Плати си ја сметката бате. Кој е гајле на регулаторна комисија
комисија дали тебе ти стигнало поке или помалце, бате. Тие си ги земат парина. Мислам, ако ти чини тебе, ако не ти чини, кој те праш? Битно го ги си излези по медиуми, сите се за граѓаните загрижени, бе, бате. Ние ќе направиме се за граѓаните да биде фер. Нема грешка, една грешка нема. Знаеш колку му е гајле на сите за граѓаните? Абе, немам да ти опиш. Од гајле не може, не можат навечер да спијат, напој се сите. По какви несоници за граѓаните ги јадат, тоа е чудо неко. Па за фирми такви работи, за деловни простори, предпријатија, колку ги јади душата. Абре, то чудо неко е, ма. Знаеш оти? Оти тие ги тисилат да направите предпријатија, мали предпријатија да има, државата од нив живе и така натаму. Ти си велиш, море се ако ќе ја расцутам држава да го отвораме на фирма, бе, да цут. Не сваѓаш дека од нив живе, значи дека од нив парина да ги земат, не сваѓаш. Оди ги ри. Оди ти отвараш фирма, тие ти идат одма, чекај малце. Овде деловен простор ги ти биди. Да бе, супер. Ти од денес индустријска струја ќе плаќаш, бате. Ти го гледаш збунец и чекај малце, шо индустријска струја? Каква е таа индустријска струја? Тој ти вели ништо е, бате, исто, само ќе ти се води како индустријска да плаќаш поска. Ти дремиш збунец. Нели вие не терате фирми да отвараме се? Шо има врска индустријска на индустрија? Зошто да плаќам јас поке струја ако имам фирма, ако веќе придонесвам некако во државата, од комшијата што нема фирми? И тој ти вели, бате, не е до мене, законот е таков, а ти сите знаеш како до никој не е. Ова држава не е до никој, законот е таков или некој таму рекол, битно до него не е. И ти велиш, добро, ете ја плаќам струјата индустрија. Нека е поскапа од обичната струја. Шо ми носи мене струјата индустријска плюс? Гарантирате стабилност, гарантирате дека ќе нема прекини, дека ќе нема варирање на струјата што го има. Да не претераме, има места во државата кај што никогаш не е толку колку што треба да биде. Или е повисок напоно или е понизко. И после страдат уреди. Се расипало ова, се расипало бе, бате. Ама ни вие какви сте, треба се купва ново да врти парата, вие како сакате, не ви се расипва ништо. Седи. Шо гарантирате вие еве со таа индустријската што ќе платам јас по? И кој да го прашаш од нив или ќе се пукни од смење или ќе те гледа збунечо да гарантираме бе, бате. Ти си тука за да плаќаш. Тие не се тука за да ти гарантират тебе. Тука се ти ги земат парината и кој те тркала. Кој те праша? Ако било за гарантирање, а треба да има разлика. Пошто ете пример знам дека во Битола водата што од водоводот за пиење дома е баш као таа што индустријска. Индустријската нема хлор, нема такви работи. Не е да речиме прочистена, одобрена за пиење. Не знам колку прочистува тој хлор, али добро. Се ги речи шо има тоа врска. Ако вадиш нива нема врска. Ако полниш базен има, пошто ова од чешма нема да ти направи толку алги, чуда колку што ќе ти направи индустријската, ама не е битно бе, бате, ќе си купиш додатни работи, ќе си ја прочисти. Како рековме, кој те праш? Зато пример лани имаше проблем во Битола, видоа луѓето дека од обичната не фаќаат толку алги за да базените од обична полна. А седи море буржуазија е Битола базени има со лопата и рими. Нема вода колку што има базени. Ти може од оние гумените за во дворот се не е битно, чешмата битно ќе теј. Набајре ако поминиш по улиците, луѓето улиците ги вадат со вода. Застанете со чешмата и вака по улицата. Рамбовка да клае на стомаку изваени си вади ватето. Ај седи аман море. Како и да е разлика има. Во струјата што е разлика? Ништо. Разликата е што ќе ја платиш поскапо и кој те прави. Па некој во коментарите ми рече дека и пристап до струја се плаќал. Значи и да немаш струја, да немаш сад клаено, пристапот што ти е дотаму струјата дојсена се плаќа. Чекајте малце бе другарчи. Ако нема ни сад ни ништо, значи ако ништо не атрга струјата, тука струја не се троши, за што плаќа струја човек? Како тргнале ови уште малце ќе клат и сметка за нетрошење струја, да ме како не трошиш доволно долго ќе ти лупнат сметка за да те поттикнат да трошиш. Ништо не те чуди, дотаму иде на работа. А во меѓувреме има место во државата кај што нити плаќат струја бе, бат. Значи таму живот се живее, кој како сака се греј, кој што сака прави, море копат криптовалути, биткоини, таму труша струја. Струја трошат на големо, да се кабел ќе земат и транспорт ќе прат со таа струјата. Дистрибуција да не речем. И никој збор не му вели. Не ни одат да видат да прочитат, а не е битно бат. Нека трошат тие, не е проблем. Не е проблем, ама некој треба да ги плати тие парињата. Тие сами од џебот сигурно нема си плат. Ако ќе ги плати дистрибуција, пиши дистрибуција ту. Јако ми е што сите го знаеме овој муаве. Сите го правиме овој муаве. И па на крај останува само муаве. И шо народ ќе бе? Македонец дур прави пари, не му е битно колку кошта шоколад. Дали се мачел некој, дали шо, не е бит. Бите нека вадај лук. Тоа што ти играт на здрав памет не е бит. Дур правиш пари, кога ќе не правиш пари после на сите му е бит. А факт е дека проблемот е голем. И дека го продолжиме вака уште поголем ќе стане. И јас не велам дека не треба бојкоти за маркети и за овој зона, за сите треба бојкот. Ама бојкотот почнува од главните работи. И во бојкотот треба да учествуваат сите, без разлика дали ти е проблем или не ти е проблем. Оти сите живееме заедно во оваа држава. И сите треба да направиме нешто за да ни биде поук. И на крајот на денот животот е тркало, денес не ти е проблем, утре може тебе проблем да ти биде. Многу летање во облаци не. Јас така мислам и моето си го кажам. Вие шутнав топката во дворот, сега во вашиот двор е топка. Што ќе се дешава понатаму зависи од
одва. Од мене толку. А и од епизодата толку. Останете вие на нашата емисија, дури имаме струја, ме сваѓате. Уживајте во програмата и се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.